Заради немање пари, средношколци од 2 и 3 година од училиштето Јане Сандански од Струмица не може да заминат на финалниот надпревар по англиски јазик на Универзитетот Јејл во Соединетите Американски држави. Потребни се околу $14,000, но родителите и училиштето ги немаат овие средства, иако средношколците го поминаа прелиминарниот круг, но и полуфиналниот надпревар во Барселона, Шпанија. За да стигнеме ние до Јејл, ни требаат некаде околу $14,000, бидејќи на тој надпревар учествуваат ученици од цел свет, ама буквално од цел свет, и затоа се толку високи цените. А знаете, во нашата држава, ако не е препознаен од институциите надпреварот, финансиите паѓаат на грб на родителите. Ние сакаме и се трудиме да заминат сите деца. Ајде, на кое дете ние ќе му кажеме ти нема да одиш затоа што нема финансии. Тука е нашата тешкотија и тука е она со кое ние не можеме да се справиме, разбирате? Значи, тие деца заслужиле да одат таму. Учениците кои ќе отпатуваат на надпреварот на Јејл во Америка ќе имаат можност со своите знаења да обезбедат и стипендии за студирање на овој престижен универзитет. Средношколците сметат дека имаат потенцијал, бидејќи биле меѓу првите во Барселона, Шпанија. Имаме можност, ако навистина работиме многу вредно, да добиеме и стипендија на универзитетот, што е една голема шанса за нас, ако сакаме да го продолжиме образованието таму. А исто така, ваквото вежбање ни помага во наредните етапи од нашето образование. В Барселона се вратиме со дури 60 медали од различни области, во дебата, во есеи, во одговарање и прашање од различни области, и мислиме дека во Македонија има ученици кои што вредат и мислиме дека можеме да се надпреваруваме во светски рамки. Со оглед дека нивното барање за финансиски средства е одбиено од Министерството за образование, сега средношколците и професорите бараат средства од фирмите во Струмичкиот регион за да ги презентираат своите знаења по англиски јазик на престижниот универзитет во Јејл, Америка.